Стадион. Емисија за вашата вистина. 11 часот и 35 минути. Канал 77 завршуваме со пописот да посветиме должно внимание на Маквест фестивало Штип, ако не друго, од Штип сум и морам тоа. И не само заради тоа што сум Штип. Маквест е Маквест и секогаш ќе остане како таков. Ова околу пописот само уште една реченица да кажам, некако премногу идеално ми изгледа до сега. Ајде да не чуе ѓаволот, дај Боже така и да заврши. Попишете се, сите кои што не сте се попишале, остварете го своето право да бидете запишани по слободна воја така како што сакат. Има ли подобар раскажувач за убавите љубови од Маквест? 36-то издание на фестивалот на забавни мелодии во Штип. Некогаш некој патник бил на поминување во Ново село, застанал во клисурата, ја кренал главата и рекол: колку малку небо има над мене. Може би патникот бил во право за небото, но сигурно не и за звездите, бидејќи штипското небо има премногу звезди. Звезди чиј сјај не дозволува небото да потемне. Со право Штип може да го наречеме град на сончевата светлост. Има ли подобар раскажувач за убавите љубови од Маквест? Има ли погласен раскажувач за убавите љубови од Маквест? Со овие зборови Миро Касаров и Ведрана Ѓорѓеви го отвори на забавни мелодии кој годинава се одржува нели по 36-ти пат. На првата фестивалска вечер беа изведени 12 нови композиции, а петмината најдобро рангирани изведувачи ќе настапат денес. Добар ден за Владимир Дојчиновски, уметнички директор на Макфест, и Елена Голомеова. Како сте, добри ли сте? Дали се попишавте? Добар ден, благодариме на поканата. Јас не сум попишан, веројатно не се стигнати до кај мене. Али немам проблем. Елена? Добро утро, добар ден на сите слушатели на Канал 77. Поздрав, Столе. Па и јас не сум во изчекување на подпишувачите. Се уште не се стигнати. Се надевам дека ќе се случи тоа скоро. Дојчин, интересно прашање се и вакцините. Дали на пејачите им баравте, на музичарите сертификација? Каква е процедурата? Или негативен ПСР? Па тоа организаторот, зборам луѓето од општината, го средија на начин дека ако се да си приложат сите учесници сертификат дали се вакцинирани, ако не се, им прават брз тест пред самиот, значи пред настапот, каде што гледаме сите колку што, значи, може да биде на највисоко ниво безбедноста заради навистина и големиот интерес од публиката, и колку што знаме публиката треба да приложи доказ за да влезе на Аква Ресорт Бела објектот. Да, второ издание ова на отворено, сега на базенот таму. Колку си задоволен? Во устови на пандемија музиката е една од најпогодените дејности. Вие кои што се бавите, живеете од музика, ова сигурно е убава, радосна вест во секој случај. Да, во секој случај, прво огромна благодарност и до одговорните, односно и до градоначалникот и до претходниот исто градоначалник кој што не дозволија, значи да застане Макфест, односно со сите сили се изборија да продолжи, затоа што знам многу манифестации кога еднаш ќе прекинат, многу тешко се враќаат. И навистина, да, во едно вакво време е радост за изведувачите и во една вакво темнило да видиме малце светлина и да се олабавиме со добра музика. Ало, дали се слушаме? Ја ве слушам. Аха, да. Има тука некои дисторзии ми се случуваат. Околу изборот на песните, околу она што се случуваше синоќа, околу она што ќе се случува денес. Каков е интересот? Како реагира авторите, композиторите, музичарите? Предпоставувам дека едва и чека да може да настапат некаде, така е, да се бават со она, да. Ние на конкурс имаше ли интерес? Имаше. Ние на конкурс добивме скоро 100 композиции. Нормално направивме жири комисија тука у Штип, каде што беа вклучени и
професионални музичари и од средното музичко и од факултетот. Преслушувавме, бодувавме и значи од конкурс одбравме скоро половина од песните, значи 12 композиции, ако не се лажам, се од конкурс. Другите се по систем на нарачки, затоа што исто така ни требаат и познати имиња, како и од пејачи, така и од автори. Мислам дека имаме одлични композиции. Вчера сите некако брилираа за мене лично. Жал ми е што само 5 ќе одат понатака, но таков е системот и им благодарам на сите изведувачи од вчера. Се надевам дека и денеска ќе гледаме навистина неизвестна вечер, значи во смисла на нели на надпреварувањето. Иначе е огромен интересот од публиката, карти тешко нема. И навистина мислам дека ќе имаме убава вечер. Дочиновски, стратешки, овие теми, овие прашања, овие дебати си ги слушал многу често. Каде треба и како треба да оди Макфест? Имаше различни пресврати во овие 36 години. Прво беше само наменет за ведети, звезди од Југославија, поранешта се носеа, па после тоа доминираа дебитанти. Која е вашата стратегија како уметнички директор? Еве неколку години сте поред. Па вака, јас мислам... Имаше и дебати дали е паднат Макфест, дали треба да се реформира. Ајде кратко за тоа. Вака, секој Макфест си е за мене посебен. Значи не можеме да ги споредуваме еден со друг, затоа што и самиот фестивал многу има трансформација доживеено. Значи било со оркестри, па било на лето, па го вратија пак во октомври, едно друго, меѓутоа најбитно што Макфест обстана. Макфест во моментот како што си е направен и за македонски изведувачи, за македонски пејачи, значи немаме интернационални вечери и така натака. И по мене Макфест треба да создава нови звезди. Значи Макфест треба што повеќе простор и затоа ја направивме една посебна вечер за луѓе кои што не настапиле на фестивалот досега. Бидејќи Макфест генерира како да кажам звезди и имиња на македонската сцена, не само на фестивалот. А на сцената македонска мислам дека и е потребно освежување. Но секако тука се стално пријателите кои што даваат и допринос и за фестивалот и за музиката, значи и доста, да кажам, познати имиња ќе имаме денес, ќе имаме двајца повеќе кратни победници на Макфест, ќе имаме наградени автори, наградени пејачи, значи ќе бидат Александра Јанева, Мартинијан Кириловски, Ѓоко Таневски, Роберт Билбилов, IQ и така натака, сега да ни ги интервали група што ми е мене лично многу драго, пошто ги нема на Макфест може 15 на години во надпреварувачка смисла. Така да мислам дека имаме убав фестивал и нормално на дополнет со овие 5 композиции од вчера. И мислам дека ќе имаме, како што кажав и преска, една неизвестна вечер, меѓутоа убава вечер. Па нека си победат најдобрите. Околу интернационализацијата. Тоа е завршена тема или во еднина може да се размислува? Ама веќе имаме, во Охрид има таков фестивал. Па, видете, тоа е веќе стратегија по мене, што треба да ја направи самата општина. Значи, Макфест, ја колку што знам, беше членка на фестивалите на светско ниво и имаше соработка со други фестивали. Дали е во моментот сега тоа така, стварно не знам. Па, сега како што е концепиран е за домашна употреба и гледаме да го направиме што може да биде поквалитетен во таа смисла. Имаме едно прашање, во Штип Врне, поклопено е ептен небото, има ли алтернатива ако вечер Врне? Па ја колку што знам, сцената е покриена, техниката е покриена, да, за жал ако Врне публиката ќе биде малце, нели, проблематично како тоа да се изведе, но учесниците и шоуто на телевизија мора да оди и ќе оди. Но ги гледав прогнозите, сите прогнози кажуваат дека вечер нема да Врне. И ја им верувам. Ова мислам дека не е берекетен дожд. Да, дај Боже. Уште малку Елена да Голомева. Како дете стана позната со Тина Татина. Пеана на детскиот фестивал на Макфест. Макфест имаше и детски фестивал, да. Елена,
Синоќа беше меѓу главните Маквест, оперска певица, интернационална кариера во Франција, беше во Париз, сега си тука. Ајде кратко 2-3 реченици, представи се на публиката на стадион. Па да, како што рековте Столе, Елена Голомева, доброволен оперски уметник, живеа веќе 22 години во Франција и еве сега се врати во Македонија и ми е доста драго да настапам, да го отворам овогодишен фестивал на забавни песни. Оваа година прв пат, значи, се отвори на еден поинаков начин, со еден класичен во еден класичен стил, ако може така да го наречеме. Инаку, да, не случајно поминувам на овој фестивал бидејќи во 94-та година за прв пат Макфест создаде еден фестивал за детски песнички, кој што беше предвиден да биде на еден начин подмладокот на идните пејачи. Имав можност да ја интерпретирам Тина Татина, потоа Дедо Бара Зелник, Дробки Сопки и така натаму. Ми е драга оваа публика, оваа сцена, шти посебно. Нормално дека целата приказна почна од овде. И така, мислам дека оваа публика, знаете, што и да правите во животот, значи и некој подосниште на работи, некој така пардон за македонски, мислам се дека малку и по едноставни секогаш ќе ви биде во меморија вашиот прв настап. А тој прв настап беше тогаш, значи во Ацо Шопов на првиот фестивал Весело штурче. Потоа таа песничка беше исто наградена како песна на годината од страна на Македонска радио телевизија. Елена, значи ли Макфест имало оперски певици кои што настапувале во официјалниот дел? Еве Дојчи може тоа да го каже. Дали Голомева може до година, да Боже се да биде окей со пандемијата да заврши, може да настапи во официјалниот дел со песна која што ќе напише некој композитор, може би самата Голомева. Па вака, јас сум во класичниот како се вика свет? Стил, да. Така да, ова мислам дека беше една интересна идеја. Се надевам дека и се и се бенди се на публиката. За понатаму ќе видиме све со време, здравје Боже. Меѓутоа јас сум сепак оперски уметник и настапувам повеќе во театри и се разбира партиципирам во филмови, меѓутоа секогаш како класичен уметник досега, барем, освен нормално тој детски период што го споменав од 94 до 2000 година, каде пев на Дајте музика, Златно славече, како што спомена Весело штурче и така. Сега сум повеќе во овој дел. Мислам дека во музиката не треба да ги делиме жанровите. Бидејќи нема се надевам како се вика сакам да нема граници помеѓу секој стил, затоа што тоа е убавината. Меѓутоа секогаш треба тоа да се направи во еден стил, на еден елегантен начин и да се представи онака најдобро што може. Сепак Макфест останува фестивал на забавни композиции. И се разбира, да, може би... А имаше, во светот има интересни дуети. Кој беа? Да, еве, јас сакам да се вклучам на темата. Со Queen, да. Така да не е исклучено тоа, повели Дојче. Прво сакам да се заблагодарам на Елена што ја прифати поканата и тоа вчера беше многу убаво за мене, а мислам дека и публиката ја прими со овации, пошто наистина беше идејата да се представат макфестовски песни во малце поинаков, ја сега жаргонски малце кажувам, малце поинаков фазон и мислам дека беше многу успешно. Аранжманите за таа изvedба ги направи професорот Живо Инглишич, му благодариме и на него.
Имавме во минатото и оперски вокали во комбинација со поп пеачи како што настапиле на Макфест. Дури и оваа година имаме, тоа е вашата сограѓанка Виолета Арсовска, и се надевам дека и во иднина ќе имаме, но секако ни треба тоа да биде усилено, направено колку да го има, тоа треба да се случи кога ќе се случи таква композиција. Така да тие комбинации се секогаш интересни и секогаш привлекуваат внимание. Така. Елена, околу ангажманите Би сакала само... Да, појде. Да, би сакала само нормално да се заблагодарам, бидејќи, знаете, секогаш за еден уметник никогаш не станува збор за еден уметник. Значи, секогаш има приказка околу целата работа, има екипа и ние работиме, и тоа е убавината на нашата професија, што е секогаш екипно. Нормално има изведувач кој што ќе ги изведе номерите, меѓутоа во позадина стојат други луѓе кои што се значи тие виновници за да тоа се направи така. Како што рече уметничкиот директор, моите аранжмани беа направени од професорот Живоин Глишич, кој прифати да тоа се случи. Нормално имав огромна чест затоа што сите знаеме кој е професорот и исто така имав среќа да бидам пратена од мојот колега од опера и балет Андреј. Исто пробувавме да направиме значи нешто што ќе остане во нашиот домен. Меѓутоа на еден начин, како да кажам, кој што ќе се адаптира на целата ситуација без ние да излеземе од нашиот фазон и одговорност што имаме према нашите студии, долгогодишни студии, бидејќи знаете класичарите работиме со години за да достигнеме така еден некој професионален ниво. Па да, за гласовите на некоја чистина, за пианистите техника и така натаму. Елена, кратко само околу твојот ангажман. Во моментот патуваш Франција, Македонија, затоа што и операта е погодена од короната. Во Македонија не знам колку беа активни овој период, меѓутоа на запад се прават усилби на различни начини да се одржи во живот таа уметност која што е многу битна секако. Вака сега, значи овој период, веќе скоро 2 години, за разлика од Македонија, барем во Франција, работите беа навистина во значи не се случуваше ништо, све беше затворено на англиски. Да, затворено и многу патив поради тоа. И сега почнува полека да се враќаат работите, меѓутоа многу полека во да се враќаат, да. И таа се надевам дека ќе ги изработиме договорите што ги имавме, значи понудено овие 2 години. За жал мислам дека нема све да може да се случи, меѓутоа само да почне, бидејќи музиката според мене не е само музика за нас уметниците од кои што живееме од неа, туку таа дава како вели изреката кој што пее зло не мислам сега за пее, зло не им треба на луѓето во овој така период тежок. Кој е следниот ангажман што треба да го очекуваме од Елена? Па сега јас ќе да, се враќам во недела, имам 10 дена имам проби настапи во Монако и во Ница. И потоа мора пак да се вратам овде за да настапувам во Македонска опера и балет. Мерси боку. De rien. Елена Големелова. Дојчин, да завршиме со едно така сериозно прашање. Короната ви дадо, влеговте во некој пакет, некој земаше, некој не земаше помош, имавте проблем, вие музичарите, со тоа дали сте осигурани, дали не сте осигурани, дали сте регистрирани некаде. Колку од тие економски пакети си задоволен? Може ли нешто повеќе на Битиче да му се каже да направи за вас? И што очекуваш во наредниот период? Дали ќе
се витализира пак овој дел од економијата. Јас сакам така да го наречам, а не демек кои се тие музичари, кои се тие новинари, нека возат такси. Повели. Јас мислам дека навистина, и така кажав, нас први ќе не затворат, последни ќе не отворат како професија. Мислам дека за поздравување и секоја помош, но мислам дека малце посериозно требаше да се пристапи кон помошта во нашата гранка, бидејќи навистина имам колеги кои што беа многу погодени од ситуацијата, луѓе кои што живеа само од настапи, само од музика, и голем дел од нив се почнаа да работат други работи луѓето, пошто мора да се живеат нешто. Ако слуша битики, мислам дека малце посериозно би требало да пристапат кон луѓето од нашата професија. Што се однесува до дали се пријавени или не се пријавени, сега гледам дека има еден обид, се само организираат, се прави едно здружение, односно една комора на повеќе музички здруженија, и тоа го поздравувам, каде што треба да бидат регистрирани, барем како трговци поединци или така некако, и нормално да дават и ние да даваме придонес кон државата во однос на плаќање даноци и така натака. Значи, гледам дека има еден обид да се малце подсредат работите во таа сфера. Јас само да, една информација, завчера имав некоја средба, дека е драстично погоден, драматично вашиот бизнис. ЗАМП, тоа е здружение кој се грижи за вашите авторски права на авторите. Така. И кај нив приходите се паднат, и јас те ми ни падна на памет за таа тема да разговараме, и тоа така колатерално се зборуваше, и кога каже некој работи, навистина на секој човек ќе му стане јасно. Каже, и нашите приходи се преполовени. Еве, нема свадби, нема концерти. Приходите кај радиодифузерите се намалени поради падот на рекламите. Значи, во крајна линија и кај вас тие тантиеми што треба да ги добивате да ви се исплаќаат како автори, драстично намалени. Така е, ние имавме една средба, значи јас сум председател на управен одбор сум на ЗАМП, и од сега скоро, од некаде декември месец или јануар така месец, и имавме една средба во влада, значи со премиерот и со вице-премиерот битики, и разговаравме на некои теми, значи ќе видиме при крај на годината дали ќе може тука нешто, значи да се помогне, да се субвенционира, ако ништо друго, бидејќи стварно има многу автори кои што живеат од тоа, немаат од што го живеат. Добивме ветување дека ќе направат се што може да направат во ребаланс на буџет, едно друго да таа некоја разлика колку толку ја амортизираат. Се надевам ќе си останат на ветувањето, бидејќи тантиемите се исплаќаат у месец март, значи за минатата година, така да оваа година имавме исплата, а за до година еве ќе видиме што ќе се случи, па кога ќе знам повеќе ќе ви кажам. Јас само ако За крај, може само, повели. да се дода, бидејќи збориме за Макфест во 86 година, значи целта била македонското творештво, и сметам дека посебно во овој период, после овој драматичен период, се надевам дека полека ќе излеземе од него, треба да се подржуваат домашните автори, како што рековте, и нормално моите колеги интерпретатори, затоа што навистина е доста тешко, ние како што рековте живееме само од тоа, и посебно македонските автори, македонските интерпретатори, македонската музика, не знам, да се подржи, и сметам дека има луѓе кои што ќе го слушнат овој апел, и ова е, например, Макфест еден пример околу тоа, ќе надам дека така ќе продолжи. Мислам дека треба навистина да се поддржуваат музичарите, уметниците, сите оние што се независни, посебно во Македонија. Например, на одредени европски земји, посебно ако
немаме време, меѓутоа би можела да образложам како тоа се случува во Франција, околу социјално осигурување, околу минимум примања, затоа што ние работиме на проекти. Знаете, немаме константна. Ние што сме дел од оперски куќи, имаме значи плюс можност да го работиме на нашата работа да ја правиме, меѓутоа има уметници кои што се навистина самостојни и кои што немаат и треба да се подржат. И мислам дека во Штипи ќе има слух околу тоа, еве преку фестивалот и можеби други некои случувања. Благодарност уште еднаш за до општина Штип, до градоначалникот Сашко, и се надевам дека сето тоа ќе си земе една. Благодарам, Елена, со среќа понатаму. За дојчи последно прашање. Вечерва најава една. Треба јас да ги преслушам сите песни па да зборувам за стил. И тоа која беше интенцијата во однос на лани, на преклани? Што може вечерва да очекуваме? Вака вечерва ќе видиме 19 композиции, 14 нови, 5 од вчерашната вечер. Како што кажав и преска, јас очекувам неизвестна, многу интересна вечер. Мислам дека имаме одлични композиции, дека имаме одлични пејачи, тоа сум сигурен. Пак ќе кажам, нека победи најдобриот, а за тоа, значи, гледаме секогаш да е стилски шаренолико, значи да има за сечи вкус. И така, не знам што друго да ви кажам. Мислам дека најубаво ќе биде да збориме у некоја друга прилика, од која баш ќе ги слушнете песните, од која ќе заврши фестивалот. Се надевам на регуларен фестивал, се надевам на убава енергија и така. И ако може дождот да не заобиколи вечерва. Ке не заобиколи. Да живее фестивалот Макфест у Штип. Благодарност до Владимир Дојчиновски и Елена Голомеова. Ова беше се во денешното издание на емисијата Стадион. Пријатно да слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина.